Пантич. Некој Некој таков беше. Добро вечер. Пренесувал, коментирал само фудбал. И не се знае зошто го ставиле одбојка. Одбојка, птичја перспектива, се закриваат доле одбојкарите, репрезентација Југославија само се слушаат. Добро вечер, пријатели фудбала. Мала пауза. И остали спортова. Добро вечер, трето издание на Фудбал Манија шоу. Денес имаме дури двајца гости. Горас Цветковски, експерт за фудбал. Да. Навива за Исланд, а Исланд се рибари, затоа вака прорибарски настроен. Јас учествував уште у правењето на дресовите, тогаш имав мои мали замисли, еве една од нив е ова. Дрес Не да беше биде ова дресот. прифатена, пошто многу слабеа на тренинзи дечките и ми отфрлија. Многу се потеа. Наводно немала, не знам, немало краг. И имаме уште еден гостин, тоа е Марија. Марија е подмладокот на фамилија Панчеви. Да. Здраво, маца. Иначе со мајчка за Париз, За Париз, да. во чест на првенството. Навива за Барселона. За Барселона. А сега дали имаш омилен тим за кој што навиваш? Па ја ова кога ја првенство? праша пријател за која репрезентација навиваш, она си рече Македонија, вика. Така, само што ме молим лепо. Бе. Ама добро, на не знае дека не сме ние таму, ама тоа е одлично што вика така. Ама слободно да си нави. Ама еден Така. ден кога ќе се освести дека Еден ден, така е, ќе Што биде и не тоа. гледам? Човече. Ќе биде и тоа. Да. Горас, гледаш ли, пратиш фудбал? Строго, да. Да. Така, да, се познава тој по тебе. Па да, мислам, Вака- колку што можам, сега не ми дозволува времето толку многу, знаеш, обрски, ама да. кога ќе поминам покрај некои кафички што гледаат фудбал, можам да се наслушам дека има фудбал, знаеш. Дека се зборува за и фудбални пратам, згради. и кога е многу темно, кога ќе се изгубам, например, кога и слушам, кога ќе слушам негде фудбал, значи некој дом има кај што се гледа и натака го пратам малце звукот одишно. Ама добар навијач, ја преска вака прави, Да, да. не се предо така да глуп. Вака се правило. Ова малце потсеќа на 2010 година во Вузелите. Вузелите кој Во бе. Јужна Африка. Взел бе, кога ги отворија во вузелите. Не можевме да гледаме. Ја, никак. Стварно и не Имаш знам што одличен беше натпревар тоа. денеска Унгарија, Австрија. Сега пред Добар малку натпревар. заврши. Многу добар. Добар натпревар, Австрија беше Вака фаворит. стручно да го објасни, ајде ќе За слушам. фил- Да. За фудбал, мислам, Ова за фудбал, така, останува знаеш за дека ова фудбал, за окей. фудбал правиме. Значи, Фудбал, продолжуваме збориме за фудбал. фудбал, значи Мажарска изненади, објективно. Добро одигра. Одлично. Австрија беше фаворит, меѓутоа се покажа уште еднаш дека нема фаворити. Вчера и Белгија беше фаворит на хартија, ама Италија заслужено победи. Така да, можда и Португалија, Исланд е една селекција која многумина ги изненади овие квалификации. Значи ги победија дури холанѓаните, дури такви велесили. Значи гора сте на вистинската И страна. да, апсолутно. Ти си на права страна. Секојаш си знаел да види, одбереш права абе, страна. види, у принцип јас тоа го знам уште од стари колеги со тата. Само што чекаше да тоа дојде на Кога иделе на пример у Маđarска се знаело дека маđарици секогаш изненадуваат. Еј маđарици, И ја не знам маđари вие са што- млада. тоа, па не знам што очекувате да не изненади Ја ти маđарите? любим лице и такви Така работи. е, Да, да. Додуше не би љубил никаков маđар, мислам, фудбалер. Да, да, Ама маđар па на битолски не се прави маđар. Аре бе, маđар Да, се бе, прави добри, тука. да, да, бе. Тоа е поградно, не знам од кај стигнало во битола тоа. Па маđари доаѓале, се ги нервирале. Него знаеш што ми текна вчера, Даре? И Марија, извини, вака да да, исклучим да. од муабет. А Играме мене? представа, викам, а пошто сме сега затруени, позитивно затруени со фудбал, цело време сме нешто околу Така е, фудбал. така е. Си викам, замисли за време на представа, да гледаат представа како што ние гледаме фудбал. Игре бе! Абе не е абе не е така бе. Посмешно. Посмешно бе, абе Од лева страна, влезим од лева страна. Пу! Кој го Брате, остави овој бе? Кој го остави Не, овој? не, дојдем. Значи ќе му го даеш реквизитот. Ама ќе му слушај, го дадеш. тоа да те вика режисерот. Да те вика као тренер. Дојдемо. Тајм аут, стоп, да има тајм аут да Чекај, представат. палат светли, чек. Палац, режисерот, слушај, кога ти идеш таму, ќе му се расплачеш. Ова за да го повлечеш да можеш да го излажеш, разбираш? Не, вака, не, ова не може. Дојдем. Те менјаме со женско. Овој женски лик боле Ама ќе не биде. режисерот да слуша, не од публика да си може. Стоп представат. Може ли од почеток, ја не разбрав кој на кого, што му е. Добро, не се клади на енглези е Па можеше таму да биде. представа со спортски карактери, беше одлична. Ја гледав, бефе со Маја и беше многу добра. Многу добра. Може да представа да биде вака уклучена. Може да се направи представа буквално фудбалски надпревар да биде. Мислам, условно кажано фудбалски надпревар, ама баш така да биде, интерактивно. Интерактивно, Да, да. да. И Знаеш да што? слушай, и да зависи исходот на крај да зависи од публиката. Ама ќе засипнат, на крај скачат сите засипнати од викање. И глуми бе, нему иди од лево бе. Изборакајте го. Како да бе. биде на концерт на Металика, како беше представата? Добре да ти кажам. Феноменална беше. Сашко Куцев. Ами текна за нашите навијачи на стадион, знаеш, секогаш нашите посебно се со засипнати гласови. После тоа, ама не од навивање,
него од викање по нашите. Игре бе, чорле бе! Абе која го стави ова бе? Не бе, ова е со врски овека бе. Па како? Глуп еден, шутија. Не бе, ја да бе. Ја ова со лева ќе го направам. И по тој чичко да ќе продава семки. Ало! Ало, старо! Да, ствари тука највише. Старо бе, абе, старо! Па не се слуша, гужва. Јас знаеш дека сум многу упатен, ама еднаш кај те специјално ме однесувам на дерби се вика тоа кога играат Битола и не, кога играат Вардар и Пелистер? Абе слушаш ти што прашува? Чекај бе, објасни. Експерта човече, дерби ли се вика? Објасни. Дерби се вика бе. Значи, што се Дерби деси? ли лига се вика? Не знам што беше, значи вака беше ситуацијата. Ја братче со Loyal Fans седам на трибина и го држам ракавот од еден огромен дрес направен од најлон. Аха. Ги спајале, ги направи. Ја тука го држам и вриштам од среќа и со другари ми све. И топ, и поведува Вардар со 1-0. Поведува 2-0. Па ни даваат еден гол и заврши утакмица, брат, и сите несреќни. Само јас сум радосен, брат. Зашто тебе ти е супер. Победивме, човече, а уствари изгубивме. Па кој будали не да гледа тоа? Кај сме Бог да чуе. Не разбирам такви работи. И за џабе засипна тридента. Ба ти викала мајка ти киселата вода да не ја пиеш. Да, не пи кисела вода. Не пи кисела, не си професионалец. Да. А не, знаеш што ми текна исто, кога се шишам и цело време на Маја на фризерка, викам, слушај, фати ме од ова. Не, така викам, овака. Не ова. И она тоа ми го кажа. Чекај бе, ти кој глумиш на сцена. Тебе ти викаат од публика, не така. Вака, од овдека, од лево. Од публика нема, се у случајов ти си режисьор, ти сакаш да си изрежираш фризурата. Па публиката па платила карта и публиката. Ама ти си режираш фризурата, што се. Не, па после знаеш зашто ми текна ствари. Зошто ги опива целосна операција кога се прави? Па да не му приговара на докторот. Не бе, докторе, не ме сече толку бе, докторе. Не, помалце, докторе. Не бе, не така бе, докторе, бе, не ги вади цревата така бе, кој ќе ги спаја после бе, докторе, ја треба. Што е тоа бе? Вижи ти се. Јако е. Оа, моите црева ли се бе, доктор? А вака Што збориш бе? Зарова се цревата. Па може, знаеш, може на шишање. Извини, те прашам, панкреасот кај ти е внатре. Може ли да го извадиш да го дзирнам? Жити се, нешто ме боли цело време, сакам да го дзирнам, дали е све уредно. Па може треба да ги опива така. Па да, Маја ќе ја предложам тоа. Да дојде тој што е на шишање да го опие. Ајде сега. Долго знаеш да броиш до 100. Ајде до 10. 1, 2, 3 и ќе го ишиша и на крај се појавува. Да, избањат среден, одморен. А со Дарко знаеш што се смее минатиот пат. Замисли како ние што гледаме утакмица, надпревар, жените така жочно да гледаат емисија за готвење. Исто би било. Не бе Сенфот бе, не Сенфот бе. Абе добро бе, па не може Сенфот така. Од кај научил бе? Не бе, боле, а замислива да готват коментатори. И сега го земаме Сенфот и го ставаме малку од левата страна на нашата чинија, од десната страна преземаме малку од магносот и го истураме малку да се слие со Сенфот и од тога ја ставаме и супата и на крајот го добиваме. Јади сега тука. Не може. Јади сега тука. Тајм аут прегоре зејтинот, не мора да го смениме зејтинот. Имаме промена зејтин. Да. Тоа е овака за старт. Инаку да се навратиме на емисијата. Види се, само едно женско таа гужва да дам. Каде? И после, например, имаше И после зошто само машки гледа? Не, и после повредена па се буни. Па не сме ние си лежи, што си се начукало тоа таму тако да гужват? Една бе ќе отиди, после бе вие сите будете у мене. Кој да буде? Кој? Уни гледаат утакмица. Нормално. Ох, мој. Што? Прилог? Прилог бе. Прилог имаме. Чекај. Имаме прилог. Се враќаме назад во студио, омилената моја реплика, демек негде сме биле, се враќаме назад во студио. Ова беше прилог
за сите оние ритуали, суеверија што ги прават, суверенија што ги прават пред надпревар фудбалерите, играчите, навијачите, ливче ако си ставил во обложувалница. Имаше ти, Дарко, некој твој ритуал? Па Пред надпревар, нешто пред полувреме, нешто. па немав некој специјален, се прекрстував само. Аха. А има играчи кои имаат ритуалите, како да кажеме голманот брани стално едни ракавици да му се искинат цела година брани, не ги менува. Смрдени така. Или става нешто позади гол, некој кршче нешто или така позади стативата. Вуче, врзува вуче. Да, или има разни ритуали, има играчи. Има некој исто јаде на тој ден, ништо не менја. Али најголема шизофренија е на тенисерот. Надал бе. Овде косата, вака ми, ова ми. Тоа се тикови, тоа се тикови. Тоа е малце шљаки. Тоа не е Мислам, суеверие. дечко, тоа онако не може да се одлучи од Тоа овде се- косата да, да направам овака. Па Од лево или од 65. десна? Мислам дека од натура до натура се повеќе и повеќе ги. Да. Да, сега ги видовме овие неколку што ги извадивме од интернет, а вие предлагате на footballmaniashow.mk ќе отвориме рубрика цела. И таму ќе може да уснимите или да напишете како текст, да дадете предлог за ваш пријател, за ваш некој ритуал, некое суеверие што го правите пред надпревар или не е битно дали пред надпревар, дали го правите пред испит или пред било што во вашиот живот. Ние ќе дадеме подарок сега за сега. Подароци имаме привезоци, топки, мајци. Топките ќе бидат потпишани. Исто така ќе имаме уште поголеми и повредни подароци, а тоа се мобилни телефони. Поголеми топки. Поголеми топки ќе даваме. За на плажа. Повредни сакам да кажам. Ете, зумираја топка, сега е поголема топка. Добро, мора да сватат луѓето дека е малце и време на криза. Таму е поголемо од оваа, види. Да. Неверојатно. Малце е време на криза да сватат луѓето и затоа се Да, подароците можеби Па знаеш како- пооскудни малце. Ама знаеш каква криза е? Оди да купиш iPhone. Нема нигде iPhone бе. Да. Криза е сиромаштија. Криза е не може да се најде iPhone. Не, можеш да најдеш iPhone. Криза нема, човек. Ете, сиромаштија. Вака, одете на footballmaniashow.mk, коментирате. Јас денеска, знаеш што ќе направам? Од ѓутуре, на првиот коментар, ќе доделам една фудбалска топка. А додека јас го најдам коментарот, ти Гораски ми раскажеш зошто си уствари во оваа Па ме кабаница. викнавте човече И си на ќе риболов. кабаница ќе врне. Абе, Да, ми се јаве Сачко и ми вика, да. оди на риболов. И викам што му стана на чего знае дека отидаме, не до толку отидам. Гледај си сега да Си може. бил по риба? Дури до Исланд. Јас сум брат ми гледал риболов на интернет сајтови, на српски сајтови до душа Да, поише. Имам како мало Да, да ти кажам. Ти си бил некојаш на риболов? Да, сум И? сакал. Ама дека сериозно си одел? Со се Сум одел. врзување, со се Све, машинки, со сите со мишени. татко ми, со тетин ми, значи у Киселово да живееме Сабајле близко. 4 са? 4 у 3 Сабајле, да. А зошто одат во 4 сати? Али кога сум почнал да играм веќе у прва екипа, сум немал време, да. Е па брат, тогаш е гладна рибата од Сабајле, кога ќе стане до руч... Не, На дорачек, да ги фати на дорачек. Абе не, ќе стане рибата така мамурлија, разбираш, оди до веце и по пут гледа црче, вика, и шо е црче, бе, ке го лапни, така ги Види, има некој риболовот го смирува психички. Значи, стварно се исклучуваш од све. Да гледам толку време у вода во една тачка, Гледаш или у ќе ме тачка, у смири, тапа, или добро. или Некој ако не може да го ќе трпи се тоа, да. рокна, нема друго, нема трето. Некој ако не може да го трпи, да, меѓутоа рецимо тој што го трпи го смирува максимално. За селекторот на германската репрезентација дека има најаки ритуали за време на утакмица. Го гледате ли видеото вече? Да. Зошто си брцна? Веќе два пати е фатен. Веш сега пред Да. детето да не се израдувам. Веќе два пати е фатен, да. Да, фатен е и после си мириса. Да. Што не, најверојатно има нов За среќа, омекшивач. за Не, среќа. Не. Омекшивач има. Абе да се осети меѓу своји. Ќе видиш дека на крај ќе излезе реклама за обешивач за гаки. Само луѓето не знаат се моментов. И ќе биде некој јако, исто идеш у град и пред да се поздравиш со некој да пукне, брцаш у гаки и правиш плес. Обешивачот. Да. И на сите страни мириса. Јас знам, имав од средно другарче кој што носеше исти гаки за писмени. И неколку пати имаше копано, роварено тоа што е кошот со волкани елишта за да се гледа гаките. И за еден роден ден најдовме 30 исти пара такви, му ги измешавме и беше тужен како да му се како да му целиот свет како да му се сруши. Значи имало ритуали за тоа, гледаш. Знам Абе, тоа не поздравуваат. Уште една рубрика има доле. Рубриката е кој е ваш другар или вие или нема веза направи откачана фризура и личи на некој од актуелните фудбалери кои ще се присутни на Евро 2016. Личев на тој. На Бартес. Не на фудбалер, на еден од тие
На вратар. на избацивачи. Не бе, ако има кратка брада ми пушти пужа дека му личам на тој што е еден нервозен млад дечко што беше фудбалер, па се им стана нешто Италија, Шпанија. Кој бе? На Гвардиола, на кој? Гвардиола. На Гвардиола? Да. Ама кој бе послаб. Ама и по-црн, беше може да се каже. И помлад и поцрн и послаб. Сега вака на телевизија кога го гледам од овде поише на Перо Антич ми личи. Да. кажи знаеш дека што го ме прави, измеша. бе? Па гледаш. Абе вака, има малце темни, ако дојде некој пензионер, он вика како сте? Добри ли гледаш, сте? И ќе запалам светлива вака ама не. Дека со брадичка да е. Не сте Перо Антич, не сум. Владко Бундо вика, давете награда, капотот на гораст. Све награди давам и на крај заедно ќе го Како бе, давам. сака ти ова да го даjem? Да. Не е фрка. Ова е Да, специјална. раскажи уствари не. од каде е мантилот за игрицата. Фанелчето е тоа што го снимавме за една многу добра јака игра што се вика Sea Hero Quest, која што помага многу во борба против деменција, а е директен производ на Телеком, како е на Така, Т, да, на на групацијата Телеком. Т. И најаката работа е што идејата за играта е точно од Македонија дојдена. Да, од Македонија и не знам колку милиарди веќе. Значи се приклучени со на 2 играта. минути играње играта се добива резултати во борба против деменција од да речеме 5 сати истражување во лабораторија. Да, кои што се потребни на. симете сите играта од Apple Store или од Google Play Store се вика Sea Hero Quest. И играјте ја, пробајте ја, освен што е добра да се игра и е забавна да се игра. Кој сака И топка? кога снимавме тоа кај што ја ловам риби, снимавме со ова фанелчето тука. И е добро за џогинг и за трчање. Јас себе, значи само што го носам од дома до тука, мислам дека имам ослабено 250 до 270 грама минимум. Иначе морам да кажам, пошто спомна за риби, најголем рибар додека бев играч значи во Вардар, убедливо најголем рибар меѓу вардарците беше Гоце Алексовски. Иначе по потекло е од Светиниколско, од Лозово. И беше добар играч, али беше болен рибар. Болен рибар. Со трската трча. Нема, ние трчавме футинг од стадион до Карпу 4 поред Вардар и како што беа наредени рибарите, он сите ги поздравуваше. Прчо, јаде ли? Сашко, јаде ли? Значи сите ги знаеше дојде. Еве да го поздравиме Гоце. Браво, Гоце. Чекај да видиме. Владко Бундов добива фудбалска топка. Готово, заслужено. После ќе ја подпишеме, Владко Заслужено. Бундов ќе ве контактираат Наместено. од наместено бе. Наместено дека се презива Цело време Бундов. коментираше. Како жена ти? Да, бе, Моминското од жена ми е жена ти. Бундовска бе, Бундов. Ама Ова е некоја роднина. Од Бугарија. Да, од Бугарија роднина. Не, мислам дека пред 3 генерации тоа презиме било Не, Тикваревски, ама заради Бундева. Не, Да, бе, заради тука е симптоматичноста го смендиле во. ја мислам дека е женски ако е бундовска, мушки ако е оф, мора да е на оф, нели? Бундов. Да. Бундов. Све што е Бундов. на На оф е кого мушки род. Чифе. Да. Да бе, Бундов. Еве, Бундов, Владко Бундов си добија фудбалска топка, ќе те контактираат од Телеком и од нашата организација. Чекаме сега Владко да дојде што... Не. И Владко да дојде тука, да играме фудбал и риба да фаќаме. Вака, сега се селиме, ти Гораст навиваш, например, за Да, Исланд. за Исланд, Така. строго Со за Исланд. Марија, а Марија за Португалија. Сега, Може ли ми така? направите Ама- ривали да... Мора ривали да Да биде. ги стаи Морковчињата. Морковчињата ќе ги ставите од таа страна Да. во исто време, да видиме нашиот предскажувач Ти земи го Трајче. овој Чекајте, ја за кој навијам? Кој е Исланд? Исланд бе, Исланд Значи, бе. чекаме, другото кој е знаме? Другото Ја знаме. веќе го Тоа ставам. си Марија, Со обратно, плюс- обратно дари. Чекај со плюсот. Не бе, Обратно. вака. Така, може. Брзне Не, ти. дај го Португалија на Еве Марија. тебе, еве ти го тебе така. Португалија. Ајде видим Еве, Трајче што три, ќе каже значи, до вака врска. стаи го. Че... Малце Абе, подалеку. не треба со... Така. И сега вака вика? само Што спушти вика? го. И да видиме Зеко кај ќе се задржи најмногу да Зеко јаде. вика- Зеко, Ама- Зеко вика Трајче, Португалија. Ама не бе, чекај малце се, ова не е ферски. Зошто? Значи затоа што Зеко беше веќе префрлен на другата страна. Добро бе, ајде. Ја Ударете мислам од дека обратно. Не, треба не, и треба не, обратно јасно. да се стават со Еве, помаранчесто еве, надоле. еве, Па што му овој дадат па плеска на одно. Извини, Зеко? даре грб што ти вртам, На Зеко Зеко. да нема. Ајде. Еве го Зеко. Ајде, ама Овде не ги тоа сте. бе. Абе, а вие Чекај, другите бе. не треба помаранчесто да ми ги дадете? Не бе, не, ова највише Не, се Стварно? највише го јаде Така се. ваквото. Не, Е, не, па не, ние, ама на знам. различни страни сте ги. Зеленилото. Еве, бе, на Е различни так, страни. ајде. Ама во исто време. Ајде, Зеко. Ставај ти од таа страна. Три. Ти стави од тука, он тука. 4. Ајде. Ставај до Овде, сега. да видим Ставај. сега. Овде Зеко, Ајде, овде, лево, овде лево, Зеко. лево, лево, Зеко, Овде лево. Зеко, Лево, овде. чекај, Сашко, Овде, посмешене, овде, посмешене, овде. посмешене. Овде, То, мајсторе! Ја па ирска. Полека, не, Да, не, не ирска. се премисли. Значи, Ајде, чекај, ајде Зеко. ова. И тука Чекај, Зеко не се мисли дали Не да се дадете тргне нека късне некај. човекот. Нека грисне малце. Късна ли? Грицна. Късна. Трајче, Ракија, готово, ракија за Исланд. човекот. Трајче се вика. Трајче, ракија за трајче. Трајче се вика. Трајче. Трајче, Ракија еве од ќе мене, те другарче. оставиме. А можно Трајче, е... дека за Исланд навиваш, остави го и Добро, тоа. може стави и го водичка да да го местим го слободно. Значи за Исланд дали почнеме уште Нека малку, јаде ќе ја слободно, пееме да гора местимо. химната на Исланд. Како не, Кај е? строго.
Види ги со Ајфер богаташ. Па пеат веќе овие. Па за Исланд, ајде. Чекај. Да. Браво. Даре ќе пееме химната на Исланд. Да, готово. Те ту. Ја на памет ја научи. Ја најде ли? Ајде бе, чекај. Еве. Те Што збориш? Еве. Ово што е бе? Добро, ајде. Еве. Te tua moe kokorai tu te pu. O te pase Eno akarongo mai i tomato Тоа не уште една штука го греши стално. Значи нема да О, чекај. Никола Бадев беше. Те капики, а то не. Маца грчки врти. Парурей, полексена ехтереме, Маријан метаки дрна. Види кај отиде сега Добре, Трајче. браво. Види Трајче кај отиде сега. Моментално сите еден, ислагјани, и сите ислагјани што не гледаа моментално се со пасошот и вака, само вратата се затворе и на граница. Не, мислам дека сега кога запеавме проработи нов вулкан во Исланд. О, Што се Никола дешава? Бадев беше некој стар хит? Од Никола Бадев е стар хит, Преработка после е во превземено Исланд. од Исланд. Да, повеќе. Од Никола Стара Бадев. античка Чек да исландска видиме. песна е. Чека да видиме само Бундов дали се израдува за фудбалска топка. Ево Бундов, боботи. Ле. Чека. Дебе, Грлеме, Бундов, поздрав, братче, кој се дебе, оде, братче, Исланд, Джиджи, Кике, 2 гола, а Кике дека ќе даде некој гол. Чекај. Леле, Да вратиме, леле. сега се скара, кој за Грме. А овие што пеат? Истата ја пеат и овие ја пеат исландската бе. Чекај, само Абе, да замисли веројатно. каков, слушај, замисли каков трол ќе биде тоа и овие да им ја пеат исландската. Да. А сега обратно да си ги Не, пеат. ама ја ведеме сега, дечки, толку сте лоши и ние ќе ви ја пееме химната. Ајде знак на нека ви биде поддршка. пошто задња ќе ви биде оваа партија. Супер ето. Бундовски ќе бидеш Овој го знам, контактиран, овој го знам. Бундов. Има. Не, како се викаше? Ово е бе Желао си мао. Не бе, многу познат ме беше. Ово е стара португалска фамилија. Не, овој. Прво, чекај, некој вика вака, запамтете, прво полувреме 0-0, второ полувреме 0-2. Демек Исланд ќе. 0-2 што значи 0 голови па 2 гола Роналдо, да. 0-0 па 2 гола после Исланд дека ќе даде. Ова тебе ти одговара. Да. Ево, како се викаше овој, го знам. Роналдо. Свој се вика Океј, да, познат ми. Валентино Роси. Не беше Келев во едно време со вакви Валентино заби? Роси. Валентино Роси е тоа. Овој кажи, нели беше со едни вакви заби како четки и Келев? Добро бе, таму исто е на плави картони ова А? стоматологија. Не, Роналдињо беше тој? Не бе. Тој од Бразил не играше бе Роналдо? Тоа е Роналдино. Па исто е тој? Знае ова растура. човече. Ја мислам само ја не Ја знам. устари сум за Бразил да ти кажам, прави за Чикаго Булс, ама 95. И после тоа Италија 90. Ево, GG, Јован Пендовски, GG и 3+. Поздрав до Горас, некој те поздравува. Па Джиджи братче, Джиджи Роналдо па дека ќе го даде првиот гол. Чек само се вратиме на рубриките. Значи Роналдо личи рубриките на мој се комшија што се вика Авни. пишувате. Кој? Роналдо, личи на комшија што се вика Авни. Озбилно? Од Бутел. Па Ист сликај го. копија. Кажи му кога ќе го видиш, Може да се да. слика, да ни ја прати слика. Тоа треба и вие да го направите. Овде долу имате линк. Учествувај и ти. И вели лука лайк. Демек личи на Стварно некој е тоа? познат фудбалер, стварно Не бе? видов. И може да сликате да пратите. Јас и Даре сме жири комисија ќе одлучиме колку многу личи или кој најмногу личи на тој познат фудбалер и ќе добие фудбалска топка. Аби појако ќе влезе. Сега за сега. Сега за сега, батерија за ама пази мобилен да му нешто даде. тука се. Немаме сигнал од се T-Mobile крчкаат дека ќе мобилни има телефони, само да ви најдам дека се Мапта шо, ова шо ви значи? Аха. Немаме се уште сигнал дека ќе има подобри награди, така да ќе видиме. Има сигнал. А од позади вака прав. Имаме, ама не се. Дај позади камери. Не обеќавајте. Абе, дај ме не. телефон, да го даваме таблетот. Што бе? Масичката, се чешаат после двете телефон. масички и фотелјата со Оние софа. глумциве се зазбореа и отиде таблетот. Хајде па ти ќе го одработиме. Чекам, уште малку ќе почнеме. Еве таа перспектива, миле. Од озгора. Ова е Од овде, птичја знам сега од овде перспектива. да гледаш, Даре, од овде да гледаш фудбал. Што гледа, бе, која е драшта? Ова се вика Па, птичја 400 перспектива, братче. Има птица горе, очињата и ги ставаат и гледаат со неис. Тоа е таа перспектива. И циу од озгора. Замисли да птичја перспектива од доле вака да гледа. Тоа е жаблја. Тоа е жаблја. А демек птиците кога ќе бидат доле пак од горе гледаат. Ама жабите така ги. А ако гледаат. се качи жабата дека горе што правиме? Па исто е жабата Тоа е од дискриминација, значи ова е животинска жабите. дискриминација Да. на жабите, врз жабите. Демек жабата секогаш е доле. Некако Трајче се преокрена на кај Португалија. Не, сега. трајче, Абе, трајче. добро, ама Нажме, беше првиот чекај, импулс беше Чекај, битен. нажмате го автоме бе. Трајче. Трајче. Исланд ке те. Еве го се преми. Дечки, кај да ќе започне надпреварот Португалија Исланд. Ние отпеавме химната. Да. Прогнозиравме дека ќе тепа Исланд, Горас набива за Исланд, затоа е као рибар денес. Што бе ти рибар? Од ова знаеш дека можеш чизми да се Ја, направиш. да. Многу добро. Може и чизме да се направи, може и чадор да се направи, може Голем поише, веш ова е голем број.
Од ова може да се направат за овие што трчаат да ослават барем 7-8 лечење маички Да, такви. со ова треба да си вежбаш. Или од ова ако се убаво, ако се спреми, може да се направи кесење за замрзнување. Тоа е добро, гледаш? На Месо. тоа не ни тека. Малце ќе мириса до душа. Почна на преварот. Почна превар од шукјур. Португалија, Шукјур ќе Исланд, заклютиме. 14-та секунда и сега викаме То! тука, стоп! Чекај, кој сме ние? Бегате се Кој сме искучуваме, ние? гледате си на рад. За кој за кој навиваме ние? За кој навивам јас? За Исланд, бе, ти за Ама јас сум Исланд. за кој? За Кај Исланд? белите, за белите. Бе, како вакви стомаче да направиме, мајко? Абе, Што ги- јада абе, довие, бе? Ја изгубиш. Не Ја јадат. здраво се Абе, не хранам. јадат. Не јада, бе, Не луд. јадат, тоа е работата. Шо брат? Надвор ги играат фудбал, како мене на времето баба ми. Ја играм фудбал, баба ми. Гоко, дојди да јадеш. И ето, нит фудбал играв, нит Баба стомашни. ти упропасти Не, кариера, значи, иначе фудбалер. Баба ми, значи, и стомашните и кариера. А, дајде. Исто и Даре, не? Јас Сашко се кајам како ја снимив рекламата со тебе. Што направи? Па како ја снимив рекламата, наредните 20 дена го запалијат мојот телефон. Шо си направил, бе? Шо сум направил, бе? Ове толкав си се сторил. Тоа бе. сега кога те снимаат, не те снимаат. стварно- до четврто копче. Морам да признам дека последниве 2 години се поправив 10 кила. И не сум ни приметил дека се гледа тоа баш воочливо. Сега Еве, дреско. ветувам дека ќе намало. Еј, да, ова ќе го Со јадење зацртам. кила. Да, да. Нема. Ама не знаат кај нас луѓето да ти кажат, место ти речат, абе Даре, шо јадеш така бе, шо убаво си Вака се да- поправил? да, некако знаеш, да да ти звучи го- помило, знаеш. Не, мене кога ќе ме Овака, сретнеш, знаеш, те сеќа. само исто. Като седне, него ќе те позна на улица. Глумец, што си ослабно, бе? На што Не, личиш, не. бе? Јас стално ми викам, ти што си се поправил, бе? Да, бе, стварно, бе, сум А се мене па ќе ме поправил. видат и ќе речат, абе, ти од Кумано беш така. Зашто бе ти од Кумано? Не бе. Ама ти, не, те. Добро, пријатно. Стјада. Абе, слушај, бе, и он па и он девек играл фудбал, така како мал играш. Како многу, многу Да, со да. чајната урак. И Трчам со кришката, ајде. и такво дебелко ќе се Не, па ти дебелката, замрам. Даре, овој дебелката секогаш бил голманот. Да, така не, почнува. Не. Како е па? Не. Значи се делат и Гораст. Ај ти судија види. Или била негова топката. Да. Ќе го видиме Гораст да играме, топката е негова. Не, па ја така, најслабичко, најмалешко, неухрането и ќе се делат, нели, ќе останеме. Ај ти, ако се измори некој, па ќе те викнеме, ти ќе влезеш. Ама после татко ми работеше во Русија негде година и пол и знам, купија, знаеш каква фудбалска топка. Се зачуди, Капитен бев, бе. Се зачуди зошто капитените стаија. Капитен ме ставија одма. Капитен Беле Лаги. Беле ладже. Капитен Беле ладже ме ставија одма со фудбалот, доаѓам со топката под мишка. Уште од мали материјалисти, неверојатно значи. Нас не ги сеча кечиња, не ги праве. Ако паднеше кетичко Андреа, Да. Бог да го прости. Да бе, зборевме минатата емисија. Да. Имате таков мало. Секој е мало, значи тоа доаѓа со малото. Значи прво го наоѓаат чичкото, па после прават мало околу него. Да. Нема, значи, После се знае. градот. Се знае, има чичко кој што ги сече топките, има чичко што има шилци, онакви На гелендери. на оградата, Да, мислиш да жилет направени. Самите, Секој е мало. Затоа ги още. Секој е мало, да. Суки, си ги Секој е штруга, мало. секој Има. са бајле. Има мало секој кој што ги обавезно што го сече кошот ако го направиш. Да. Па се играле во пет попладне кошарка. Ќе ви удри сонце. Да. Тоа стварно тоа не. е претежно во мала кај што нема игралишта, кај што играат на улица. Да. Рецимо, ја како Да, дете сум имал можно. среќа да растам во мало кај што имал школски двор одма буквално до зградите. Која школа? Каде Кирил беше? Печиновиќ во Кисела вода. Кисела вода, така беше. И нас ни беше школскиот двор буквално на 5 Да, метри. точно. И онда немаше проблем, на никој не му пречиш, нема Да. дупење топки, нема. Да, точно е. Ние во мало кај нас имавме Тамо кај што има две улици, игралишта. тоа е проблем, да. Да, 2-3 игралишта имавме, ама таму ги користеа за другирање. Навече. Да. И не иде. Исплашени. Прие топка немавме, вие Тоа добро било сте некој биле. нов вид ако на има игра топка. која почнувала тогаш. Да. Сега многу популарно. Слушај сега, извинете што ја прекинувам. Сега ќе делам мајчке, ма знаеш како? Од Телеком да викаат, ле, отиде овој, отиде мајчке, доста, стопирате. Јави го. му се, врти му. Слушај сега, пишувате во режија ќе делам мајчки, ама ќе ги делам од ракав. Како ќе ми падне на памет? И вадиш од ракав Јован едно. Пендовски. Го барал Мајчка Трајче за за тебе. поклон. Мајчка. Мајчка. Трајче го барал за јачето. После, Димитар Гошевски, мајчка добива. Не, Дарко Крстевски стайл, само коментар Х. Мајчка добива. Мајчка добива. Мајчка добиваш. Шо вие намештаljke, некој се буни. Дејан Малинов, мајчка добива. Нему дај Уште чим една. намештаljка вика. Ако бе нека вика да види како е. Да пати. Еве, Ангела Караѓуле. И јас сакам мајчка, на. Одма и пишувам коментар. Ај мајчка. Добиваш. Не, на.
Пишавте ли во режија? Мислам пишавте. На. Договорено, Добиваш. тоа е тоа. Да. Ја мислам и мобилен е добре. Значи, заврши првото полувреме 1-0. Мислам, доминантна игра на Да, на да, Португалија. заслужено. Заслужено. Иако Исланд први има шанса, шанса, да. 100%, Сега за Ама овие фудбал. има повеќе. да, сега веќе збориме за фудбал. фудбал се Да. префрлихме, така. Али не Добро, во да се- мало, Не, него да не на се Да се кошарка. смеам драйвери, окей. не во мало, него на терен. Добро, добро. Значи Исланд имаше први, има 100% шанса, би било интересно да даде гол, да видиме што ќе се случува, меѓутоа после Португалија беше надмощна и заслужено води, нема Ќе дилема. се повратат сега. Во Да. второ полувреме, кој како ќе излегува, значи ќе се изморува, ќе се повраќа. Не знаеме само кој сон ќе го даде голот од Исланд, Да, некој сон ќе биде. пошто се сите на сон. Да, како кажа за Исланд, значи тоа е негде 300 Сите завршуваат на сон. 350.000 скоро има жители. 330.000 становника, 10% играат фудбал, 30.000. 30.000. Кај нас значи тоа е како 200.000 да играат фудбал стварно. Што преш? Учам. Абе излези најгора фудбал да ми Оре, играш, бе, ќе ми фудбал седиш, нема ти брзаме ќе ми нешто. учиш тука книги и глупости таму. Ама ќе јадам, не може коцки да направиш, оде Да, трчаш. да, Така е. да секој се бе. Да видам. Кај се коцките? Кај се коцките? Меѓутоа имаат само 100 професионални играчи. Само 100. Сите се аматери, да. Значи овде во оваа репрезентација е возможно да има некој таксист. Не, во оваа репрезентација веќе не, пошто се сите играат во странство, али во лигите нивни да. Во лигите да, сигурно да, има. сигурно. Таксист, пекар, пекар, Сигурно. лекар, Макинка. апотекар. Пекар, О, лекар, апотекар. Е па добро бе, доста беше кај нас секој втор таксист да е машински инженер. Вака, И тоа- електро. јас сум фудбалер. Така е, да, Јас, чисто за this is not my промена. real job, За промена, you know. да. I'm a football player, ама работам Right, таксист. да, Или да, обратно раскажува. Но сепак имаат значи од 100 само професионални фудбалери, Да. дори каква лига имаат? Тоа е значи Прва полу, лига. прва лига има лига. Прва лига има. Не знам дали Лига има за професионални или демократија. аматерски, искрено, не знам. На- Може и да ма- има аматерска. Ама еве стигнаа до европска. А добро, веројатно затоа што се презиваат сите на сон. Лесно е за патување и за сликичките. За собирање Да, сликички. да. А на коментаторите? И коментатор. Да, коментаторот му е И топ. Ово е сон. некој оно е на сон. сон, некој на јаве. Некој најаве, да. Кој кај игра, не знам тоа. Така е. Или Анасон. А на сон. На Врида. На Анасон На може. Анасон, да. Преска го погледнавме кратко и на брзинка прилогот за фудбалските суверенија, за фудбалските оние ритуали, она суеверие што постои кај сите играчи или кај тренерите или кај публиката. Ако може да го погледнеме уште еднаш, режија ќе ве замолам да го пуштиме, ќе го прокоментираме, па после ќе ви кажам за нашите рубрики и како да стигнете до подарок од Телеком од Фудбал Манија Шоу. Дали е подготвен прилогот? Не е подготвен. Што ќе вие да го подготвувате? Со ЦТРЛП. Абе нема да. Значи со Не. ЦТРЛП се Да, подготвува. ќе ни кажа, да. Со ЦТРЛГ Значи се вака гаси. имате линк директно на footballmaniashow.mk, имате два линка сега за сега. Едниот е за рубриката Кој ваш другар личи на познат фудбалер? Или другарка. Таа Или може би другарка. најинтересна Може и рубрика. другарка. Другарка може и Значи боле да е. некој ако извади другарка што личи на познат фудбалер, одма добива мобилен прва награда. Ја мислам дека тоа Значи е... предлагајте, сликате го другарот, другарката, мајката, таткото, бабата. Што бабата личи на може да фудбалер, личи. ние ќе оцениме. Еве првите ќе ги наградиме, тоест ќе доделиме подароци на првите онака, од ракав, така како делам. Роналдинка. Роналдинка. Бога ми Роналдиња излагање. Прилогот ни е спремен, може да го погледнеме. Играчите. Да ми обеќање празно радување. Па не, мислам, сепак. Значи што видовме? Религиозни Будали? Добро, тере да е. Не, па имаше шамани, бе. Ово како тренала работела ќе стават Да. верски објекти. Вуду куки. А може стварно да се направи бе, верски објект, зашто да нема?
Мали ме црквички покрај аут линија, која Знаеш го дека пушта? кај имаше тоа, да, во затворите има, пардон. Во затворите има да. Може бе тука да си има. Тука Малецко да не е покрај пача. џамија. Мобилна црквичка, мобилна си доаѓа поп, ја става, ја чати, ја осветува околичка, и таа е вр. валидна. Па после се трга. А, крстена вода. Значи, не, си доаѓа све, си отчатува, си прави си колек, фак, тука Да става крсти се. тревата. Ова веројатно не го знаете. Во Аргентина, ова е вистина, има црква Свети Диего Армандо Марадона. Ај. И кој сака, иде тамо, се венчава, попот го. Еко. Озбилно. Ова е Копачки младожењата е, Свети маченик Да. Дарко Панчев. Во Охрид, и на стадион. во Охрид. Куќи да Има и слава стадион. Дарко Панчев. Кога слава, да. Перивлепта Дарко Панчев. Ја. Има, стварно не се има. знаело, стварно? Во Аргентина Диего има Армандо вистина, Марадона, вистина, Свети да. Добро, стварно, ќе се љути некој ако си изградиме црквичка Свети Дарко Дарко Панчев. Панчев. Спортска црква, да. Ама зошто бе, што има врска? Ова е И таму одат спортистите. Па не, Да си ваму ги- идат просто- навијачи на Аргентина и на Бока Јуниор, со Тоа кај што многу играат. јако. Ама не е таква И- традиција, бе, иначе. Одело со вакво со невестински фустан на терен влагаат и до теренот има црквиче изградено. Некој локален терен таму. И така. Многу интересно. сутерен. Имаше прилог. Има и сутерен. И сутерен. Ама стварно бе, ете, гледаш дека сутерен. може црквичка или џамија или што сме или шама, не веќе африканци ги видовме со некој шама не ги видели тука. Има Покрај- 21 покрај јајца, од- јајца што држеше у рацете. Така Да, и малецкиот. Да, јајца од препелица. Од препелици. И ги мота и ако дадат гол, ги пие за пие, грл. да, Да може да И се започне да бере. се дере. Тоа е 2 у 1. И на пример, нели го испраќа судија, му ги проверува копачките, мислам исто му треба да има свештено лице од неговата религија. Еве на пример, поп се станува, прекрсти се под мантијата да се исповеда грешен сум, не Во сум кофа, грешен. шљака 2 пати. Или да си признава со поп за фаул. Го фаулираш или не го Не, фаулираш? ајде, влези. Ајде на Библијата, стави ја раката, Да. се колнам дека не го фаулира. Не го фаулира. Влези в Сопчево и кажи си, ајде. Да. Или тоа кој ќе го избрка црвен картон, ајде влези сега, грешен си, влези у Сопчево да се Не, ја исповедаш. мислам дека судиите треба да им стават да ние Мантија да дози како поп да Абе си бијат. детектори за лага, брат. И кога ќе излаже нешто, кога ќе направи фора за другиот тим, Да, те сопна или се пишти. сопна? Не, дојди ваму. Одем. Стави ја раката. Има една многу добра песна за судија од Куку Леле, од Роберт Сасов, меѓутоа кога пејач беше Стив, не знам кога се презиваше. Мартин. Не, тоа беше глумец. Не, Стив од Австралија, А, македонец. тој кој беше кратко Кога пееш. беше пејач на фронтена Знам групата. бе. И има една песна се вика Судија, многу е интересна, ако успееме да ја најдеме, може да се пуште да ја чујат гледачите. Може. Дури има и спот, мислам на YouTube може да го најдат. Преска те прашав Даре како кажа за твоите ритуали, може ете некој што се прекрсти, Па ама не да, секој. види, Не, има, тоа е веќе различно, има некој нема воопшто ритуали никакви. Некој ќе се прекрсти, некој ќе стави нешто пред терен, некој му дава да кажем имаше кој беше од Црвена звезда, некој дали беше Роби Просинечки, не ми текнува, стално златното ланче му го даваше на економот. На Златарот. На економот. Ќе му го врзе околу врати и после така се му го враќа. Тоа му беше као среќа. Аха. Има се А зависи други кој. ритуали имаш што не се поврзани со фудбал, пример со вака со живот обично? Да не речем обсесивно компулсивна работа. Не. Ти имаш? Имаш. Па не знам пред представа вака Црна сега мачка се ако ми мислам. помине, Црна мачка? можно е да сачекам на страна да Ја чекам некој да готвам. пројде. Ја готвам. Да чекам некој да пројде пред Стварно? мене. Може тоа да се Ја другар случува. имам бе сол фрла. Ја порано мислам дека за Камчиња. мачки. Сега веќе не. Да. се на кучиња се преферира. Да. Црно куче бегам, пошто обично се лоши тие и те јадат. Караман. Значи, и тоа е рубрика во која што може да предлагате за најинтересни ритуали или суеверија, црни маги, бели маги кои што ги прават вашите пријатели, другари, Хороскоп, роднини. ако имате хороскоп погоден за фудбал. Да, предлагате слободно. Најинтересните исто така ќе добијат подарок. Има исто така линк на footballmaniashow.mk. Сега ми текнува за овакво. Имаше суеверие, ако ти падне текстот на земја, текстот која представа ја работиш, ако Да. ти падне текстот, многу често глумците седнуваат на него. Демек, ако ти падне текстот на земја, ова од Кумански театар го знам, ако ти Да, падне да. на земја, мора да седнеш на него, иначе нема да ја направиш улогата. Абе, види, ти текна Па, дека добро. сами текна дека мене неколку пати ми имаат забрането да плескам на сцена, да аплодирам, Аха. ми имаат забрането да свиркам. Да, забрането е, например, забрането. Не вела е да се Демек, свири На од публика, сцена. воопшто од Ама публика. добро, не ти забраниле да плескаш позади сцена. Не ми забрани. Имам еднашка позади сцена, имам еднашка плескано и пилешко. Пака чак Така да и видиш. Значи се е тоа релативно. Значи битно е кај плескаш.
Да бе, важно е да се исплеска нешто. Така е. Да плеснеш нешто. Па сега. Мислам како и сега тоа некој може различно може да се разбере тоа. Е чуден термин. добро. Почна. До мозокот. Нашиот јазик е толку богат да може и двосмислено да се свати. Тросмислено. Да, и тросмислено. Исто, само со ова ќе завршиме за ова суеверие во почнавме, еве не сликата од овам. Мислам завршуваме. Например, на представа не се става виолетова боја. И многу ретко се работи Макбет. Да, виолетова боја на сценографија не се употребува. Тоа е лоша енергија. Ова не си знаел, гледаш? Што си направил? Виолетова, не јас бе, не, воопшто се употребува и Макбет многу ретко се работи во театар, носи несреќа, нешто ќе се случи за време на процесот на правење представа. Тоа беше Тоа беше се за овој дел, веќе започна второто полувреме, ќе се видиме на крај за 45-6-7 минути. Мислам дека и Горас тука некаде ќе го одјавиме, ти благодарам за друштвото денеска. Ќе се видиме за 45-6-7 минути, останете со нас на footballmaniashow.mk. Чао. Еве сме. Што ни кажува ова? Трајче погоди. Трајче погоди Да. дека ова европско првенство ќе биде многу јако. Да. Значи нема фаворити. Ние рековме да Португалија фаворит, не знам што. Види дека нема врска. Колку се трудеа, уствари колку лесно дојдоа до резултатот овие. Али мора да признаеме дека ни беше на сите драго за Исланд. Многу. Затоа што заслужија, се бореа. Аутсайдери се, мала Аутсайдери, земја да. и секоја чест. Ама во квалификација во групата први. Први биле. Значи оправдано. Што беше не било огромно среќа, изненадување. Да. Не било среќа. Одлично. Многу ни е драго дека еве 1-1 заврши за еден како да кажеме на некој начин аутсайдер како Исланд да одигра 1-1 со Португалија, која што има доста имења, доста звезди и многу поголема традиција сигурно. Ја го гледам ова малци на друг начин. Значи автоматски како аутсайдери ги поврзувам со сите други мали земји во Европа. Значи ова е доказ дека и другите земји треба да веруваат во себе, да работат и еве може да направат нешто, како што направи Исланд. И како што се случи во Премиер лигата. Кога стана шампион Добро, сега, под шампионот. точно Лестер направи изненадување. Значи изненадување, тоа дава многу надеж на помалите може клубови, да на помалите, посиромашните така е. клубови. Одличен ден, одличен надпревар, одлична Супер емисија за нас. Баш ни е драго дека вака заврши. Мора да го прокоментираме ова кога шутира Кики кога шутира од слободно. Осо расширените нозе. Да, тоа он го измисли, значи. Така, значи тоа дали има врска некаква со стабилност, со прецизност? Значи еве јас сум играл фудбал, значи сме пратели пред тоа постари генерации. Значи нема пази, јас сум имал играчи што изведуваат и од Роналдо многу подобро слободни удари, тоа биле Стојкови, што бил Просинечки, Михајловиќ. Феноменални изведувачи на слободни удари. Никој од нив не го прави ова. Значи буквално и бака стои. Па да. Тоа е малце Тоа е неговата глума, цело да немаше. Тоа е малце невообичаен став за да шутираш. Меѓутоа он, пошто е малце таков е, малце егоцентричен, веројатно кога проаѓа поред огледалата, пукаат огледалата. Не па французите сега ги имаат тргната. Ги имаат тргната со влекувална. И веројатно затоа што е самиот таков, па нешто сакал да остави некој белек, демек он така, да нешто ново. Да обележи. Иначе тој став е апсолутно несоодветен за изведување на слободни. Така ли, значи он штом стои вака со нозете, он секако пак мора да се сврти од страна. Не, он пак мора да ги собере за да шутне добро. Да шутне, така. Не може. Веројатно тоа е неговата, да ја покажам својата цврстина, својата борбеност. Добро, он е малце демонстративно го прави. Он е феноменален голгетер, голем играч, тоа не коментирам. Малце си е на свој начин таков и зборуваме само за друго, не зборуваме за неговата игра. Не знам на Марија дали беше интересно, кажи ни Маца како си помина. И многу ми беше интересно со Сашко и со тато и ги поздравувам моите другарчиња. Сега. Значи не е доседен фудбалот. Не. Добро. Фала ти тебе што ни беше гостинка денеска, што гледавме заедно надпревар, што навиваше. Ти за кого навиваше? Ти беше за Португалија, така? Не. Не, ти беше за Исланд, исто. Сите навиваме за За Исланд. кој клуб навиваш, кажи? А инаку? На Сашко. За кој клуб навиваш? За кој клуб навиваш? За Барса. За Барса. За Барселона, така е. А за репрезентација кој те прашав, што рече за Македонија. Ама ја реков тато не играме ние сега, ама ако ти навивај си. Ако ќе порасне еден ден кој ќе отидеме таму мајка да им расплачаме. Она си го кажа онака детски искрено, вика јас сум за Македонија. Викам супер е тоа, само викам ние сега нема да играме. Морам да ја објаснам. Горас ни беше гостин денеска. Имавме одличен разговор со него, така малце да внесеме ведрина, разговаравме за игрицата, која што тој
на некој начин ја стартуваше овде, игрицата која што помага Да. за луѓето со деменција и за истражувањата за луѓе со деменција. Вие играете ја играта Фудбал Манија, тоа е жонглирање вака со фудбал, Да. со телефонот, со фудбалска топка жонглираме. Може да стигнете до многу вредни награди и тоа е на пример Samsung 6-ка, седмица, не сум сигурен точно, немам прегледано на сајтот зашто секој ден тоа се апдейтира, па не може Еве да ќе ги постигне. замолиме маркетинг директорите малце да ги појачаат наградите. Да, тоа сигурно за овде да веќе бидат имаме. нашите гледачи сепак мотивирани малце повеќе. Да, тоа се двете рубрики кои што ги најавивме. Значи да постирате слики на линкот на footballmaniashow.mk, кој ваш пријател, другар или вие личите, направите селфи, фотографија, не е битно, личите на некој од актуелните фудбалери на Евро 2016 и закачате видео или слика или како текст пишете за некој ритуал кој што го прави вашиот пријател и вие што го правите пред дали испит, дали надпревар на својот омилен фудбалски клуб, дали ливче во кладилница запишано, ставено, па вие правите некакви ритуали, носите едни исти патики, едни исти чорапи, еден ист дрес. Значи тоа се тие предлози и може да отвориме уште една рубрика. Да не забораваме многу интересна рубрика што зборевме. Некој нормално од слушателите, гледачите да проба да направи состав на Евро, на репрезентација со најсмешни презимиња. Со најсмешните презимиња како што сега го запишавме. Сиктерсон. Да. од турскиот збор Сиктер. Или Сапунару. И Сапунару беше добар, а измисливме еден романски Джабалеско. Добро, тоа е веќе наш измисли за Джабалеско. Еден беше Бадел, не него така нешто беше Бадел. Бадел од Турација, не беше него е. Да, него не беше точно Бадел, некако друг ќе се пишуваше. Бадел точно беше. Мислам дека него читаат можеби Баделј. Баделј, да, па за тоа мислам. Али добро, на македонски може да биде и Бадел. После имаме Маѓар Джабалебарош. Така да направите еден состав. Да, кој ќе биде исто награден. Исто ќе биде награден. Од нас може да биде наградата уште поголема, значи не поголема топка од оваа, која што денеска поделивме едно пече смајчки и една фудбалска топка. Запишано е, значи не се грижете, запишано е, пишете во инбокс на оние што ве прочитав, пишете во инбокс на Facebook профилот Дарко Сашко, пишете дека вас сме ве прочитале од коментарите за да добиете мајчка и за фудбалската топка, тоа е се запишано. Може и овака уште една рубрика да отвориме. Уснимете клипче, во тоа понатака ќе биде кога ќе се зажестиме, кога ќе има четврт финале, осмина финале, кога ќе дојдат елиминации, кога ќе биде малку нели жарта поголема, радување на гол. Најинтересното радување на гол ќе го наградиме. Кој како би се радувал на свој начин? Значи, снимате го другарчето, најдобро е да го фатите како се радува, ама да не знае дека го снимате. Тоа е најдобро. Али еве измислете го радувањето, постирате видеа на footballmaniashow.mk. Ние се гледаме утре вечер во истото време, 20 часот и 30 минути. Имаме исто така интересен надпревар со еден многу јак фаворит. Франција Албанија имаме утре, така? Да, Франција против првата екипа на Албанија. Првата екипа, Албанија 1, Албанија 2, Швајцарија. Значи Франција, Албанија имаме фаворит, но еве денеска се испостави дека фаворитот и не е толку многу. Па фудбалот се значи тоа е добро. На што се должи тоа? Пошто гледаме дека еве дали е ова само одраз на една одмореност, на еден старт, на еден првичен удар, првичен елан или е едноставно може да се земе во обзир мотивацијата на Исланд огромна. Замореноста малце на Португалија и на нивните звезди. Нивните звезди кои што се негде по јаките клубови. И знаеш, понекогаш такви ситници играат улога во. Меѓутоа мислам дека сепак фаворитите ќе бидат тие кои ќе на крај на третото коло во групите сепак и испливаат на површина. Тие се екипи сепак. Мене секогаш ме интересирало, еве сите игра до одредени елиминации, сите играат тука негде, значи како денеска оваа утакмица, посебно е пример за тоа. Сите играат тука негде на тоа ниво. Што се случува после? Па добро види, кога ќе дојдат елиминационите надпревари, значи тие барем што се Тоа е главната улога, што е важно. Тие што се фаворити мора да додадат газ. Jer ако сакаат да дојдат до полуфинал или финале, значи нема дека за другите не може да додадат. Па добро сега, тука веќе доаѓа квалитетот до израз. Значи тие што се поквалитетни ќе одат понапред. Дали тоа значи дека сега овие екипи кои што се фаворити малку демфуваат? Па можда и некој од фаворитите и малци да чува снага. Ништо чудно.
Како се договара тоа, еве ти од прва рака да Не го се знаеш? договара тоа. Мислам, не се договара. Како се прави тој мајндсет да употребаме Тоа е, англиски види, сега ќе збор ти кажам. пред утакмица? Ќе ти кажам еден многу прост пример. Тоа посебно се чувствува на пријателските надпревари. Еве ние Македонија играме дома со Германија, пријателска. Так. И сега ние сме аутсайдери големи. Германија доаѓа со сознание дека се многу поеки од нас. И они искачаат на терен чисто колку да ја одиграат утакмицата. И евентуално да победат 1-0, 2-1, без големи напори. Тогаш веќе самите играчи си ја Добро, темпираат. тоа е подсвесно, тоа е пријателска. Но што правиме за важен надпревар, ама веќе пред нас се, да кажеме, 4 важни На надпревари. квалификацијски надпревари или на вакви турнирски надпревари, тогаш нема такво калкулирање. Тогаш сите играат посериозно, даваат повеќе од себе, но повторно ако играат со некој аутсайдер голем и победат 1-2-0, може малце повторно да спушта топката, се вика, на земја. Ама и мене пак да прашањето ми е одморат. повеќе, дали тоа го прави селекторот? Не, селекторот нема што да го Такво прави. нешто не може да каже. Самите така? играчи. Самите играчи велат, овие се и Многу се дава акцент на тренерот во последниве десетина години. Тоа е посебно од кога се појави Муриньо, пошто он таков, он е сличен на Роналдо, а и он е португалец, интересно. португалец и он е исто така една фигура. Јас, знаеш како он да игра. Ја ти кажувам од искуство дека тренерот е 10% Така. во екипата. Значи он е тамо само за да ја држи атмосферата, да држи дисциплина. Една психологија. Иначе, што он ќе му каже на Роналдо како да игра и да дае гол? Или некој сега ќе му каже на Меси како да игра? Значи, тоа нема врска. Значи, Има тренери кои сакаат сами да се истегнат, па ја. Тие што се добри тренери како Дел Боске, као големи тренери, тие никош не се фалат. Они викаат, не ја, играчите се главни. Ама колку може, еве, тоа е пред надпреварата. Колку може за време на надпреварот? Уште помалку. Дали влијае? Не може да. Уште помалку. Па играчите се индивидуалци, тие одлучуваат. Ама дали може да повлијае, на пример, да каже, ајде средниот ред држете го појако или Он може да влијае само знаеш како, ако некој игра слабо да го смени. Да направи освежување. тоа да го увиди, Да го увиди. Така. Тоа е веќе големината на да го согледа, на пример. Иначе пази сега, ја ако сум тренер стојам на клупа, а ти си Меси. Сега ја ќе ти викнам од клупа, Меси сега дрибни. Сега шутни. Тоа е мислам, тоа не може, не може тоа. Значи играчот како индивидуалец пак самиот одлучува што е најдобро во даден момент да направи. Така, значи сепак клучната Апсолутно, па на играчите нема врз. Добро, се препишуваат многу резултати, многу титули на селекторите, нели? По последни години. Абе види сега да ти кажам. Како, зошто, како он одлучил? Тоа е веројатно на тренинзи се одлучува неговата генерална стратегија. Види, Така? тренерот каква и тактика да направи? Збориме на тренинзи. Каква и тактика да направи на утакмица, а вежба на тренинзи, пак играчите се тие што тоа треба да го одработат. Знаете, вие како шеф му викате на тој бравар мајсторот, направи го тоа добро, ама он мора да го направи. Да, точно. Он не го прави добро, ти си му рекол. Ама добро, он мора да го исцрта, тоа да го осмисли. Во ред, ама Така. пак од мајсторот зависи дали ќе го направи подобро или ќе го направи полошо. Значи пак е во него. Знаеш зашто ја отворив оваа тема? Еднаш разговаравме за Симеоне. Како се викаше Симеоне на Добро, тренерот на Атлетико Мадрид, да. Значи Симеоне вика иди руши, гази. Добро, види, тоа е веќе тактика. Така. Значи, пази. Значи дали е Да, значи Симеоне игра дефанзивна тактика со затварање на простор, со многу трчање, со релативно оштра игра, груба игра, правење фаули, одзимање топки. Тоа е веќе тоа е негова идеја како да игра. Како што Гвардиола кај да тој оди ја рефлектира. и тоа се ја предлага на рефлектира играчи. на терен, така е. И екипата така игра Така. и затоа Атлетико Мадрид игра малце подефансивен фудбал. Меѓутоа За таа стратегија Да, меѓутоа Атлетико Мадрид пак и кога победува, пак победува врз основа на квалитетот на некои индивидуалци кои ги има во екипата. А не затоа што он рекол, сега ќе се браниме, па мораш гол да дадеш. Така да на крај запамти секој што одлучуваат играчите. Добро, ти како играч мораш оваа теза да ја држиш. Не, Исто мама јас јас сега како не сум глумец- играч. Исто јас како глумец да кажам дека режисерот ја направи представата. Не, сите заедно ја направи одлично. представата, а јас сум оној кој што вака или вака ќе ја пласира браво, репликата мене- во сооднос со моето дневно расположение. Ево, ти сега даде прекрасен пример. Така. Режисерот може да напише прекрасна представа. Ако вие Сцена- глумците
не ја изведете на прав начин. Така? Да, неговиот концепт е ова. Он вели, правиме ваква и ваква Така. представа каде што нема главната улога не е ова, него се сите ова. Ама пак на даските кога ги искочите од вас зависи каква енергија ќе даете во представата. Да, фудбалскиот надпревар е една представа. представа Денеска е играме енергија, вака, нема. истата представа, утре ја играме на друг начин. Секоја јавна работа која е изложена на гледање, на критики, на аплаузи, секоја јавна работа одлучуваат актерите главни. Нема друг кој да одлучи. И посебно главниот глумец, кој што е главната улога, носител, влече позади А, себе добро. 10 јажиња. Добро. Така е. Тоа е да кажеме капитенот. Мислам со супер муабет ќе го завршиме ова трето издание, денешно издание на Фудбал Манија Шоу. Се гледаме утре во истото време на истиот канал footballmaniashow.mk. Предлагајте сето она што ви го предложив јас да пишувате и да постирате овде. Ќе бидете наградени, тоест не е награда, тоа се подароци од Фудбал Манија Шоу. И тоа е тоа. Се гледаме утре, имаме супер натпревар. Чао, чао. Чао.